Општинското средно училиште Ацо Русковски од Берово на пригодна свеченост им ги додели сертификатите на 45 ученици, кои беа дел од 15-дневниот летен камп, кој во рамки на проектот на Министерството за образование и наука имаше за цел стручно усовршување и практична настава со учениците од туристичко-угостителската струка во Берово. Проектот се вика Летен камп, каде учениците ни се 15 дена учење, забава и рекреација успеа да направат спој помеѓу теоретскиот и практичниот дел во нивната струка. Проектот е многу од големо значење за нив, многу убав бидејќи тие ќе можат да го искористат во понатамошното свое живење, во понатамошното свое учење. Кампот во Берово се реализираше во време трајање од 15 дена, а учесниците беа поделени во 3 групи од по 15 ученици. Децата, што ме радува, покажаа голем интерес за струката. Успешно го завршија летниот камп. Работевме практично, работевме и теоретски. Значи тоа се работи соодветна грижа за гости беше темата на летниот камп. Значи вежбавме и учевме како треба да воспостават подобра комуникација со гостите во угостителските објекти, во хотелите и во рестораните. За учениците проектот ќе значи здобивање на потребното искуство за навлегувањето во тајните на угостителството. Учам угостителско-туристички техничар. Имавме летен камп кој се одржа во хотел Манастир. Бевме многу задоволни, учевме преку практични настави. Имавме неколку вежби и мислиме дека овој камп ќе ни биде многу значаен за понатамошниот живот. Беровската гимназија бележи нагорен тренд кога е во прашање запишувањето во туристичко-угостителската струка. Годинава во првиот уписен рок се запишаа вкупно 25 ученици. Годишно имаме по негде 25 ученици во еден клас. Заинтересираноста е доста добра и мислам дека струката на ниво на Берово, кое се промовира како едно туристичко место за сите туристи од државата па и надвор од неа, ќе живее и ќе опстои во идните години. Инаку ова беше прва година за организирање на летен камп од страна на Министерството за образование и наука. Општинското средно училиште Ацо Русковски беше едно од 10-те кој обезбеди грант од Министерството за образование и наука, а на повикот учествуваа вкупно 43 училишта со вкупно поднесени 110 проекти.